Уште една сабота и уште една емисија Фактор среќа на телевизија Алфа, поддржана од Државна лотарија, а тоа носи уште една нова, убава, интересна и инспиративна приказна, која што овој пат ќе ни ја раскаже еден градски лик, човек за кој што буквално знае секој скопјанец и секоја скопјанка. Тој еден од првите модни и естрадни менаџери во нашата земја, човек со специфичен и моден стил и специфичен начин на живење. Милорад Цаич Цајо, мој и ваш денешен гостин во Фактор среќа. Добре ни дојде. Добро те најдов тебе, Ирена, и на поздрав за сите гледачи на Фактор среќа. А еве, после толку време кај тебе во емисија. И секогаш е гледана. Многу време помина кога бев тука во Алфа телевизија, имаше друга емисија, бев твој гостин. Беше тоа во еден бакнеш. Да, така Исто зборувавме за некои стари убави времиња. И баш од тогаш не сум бил твој гостин во емисија. И по тогаш има 14, можеби и 15 години. Добро, не мислам дека не треба да ги кажуваме годините колку сме биле дружба. Мислам дека и нема потреба да ги криеме. Всушност годините носат една посебна убавина, мудрост, задоволство во животот и можност да се навраќаме на некои дамнешни убави времиња што сите нас не поврзуваат со младоста. А тебе, кога ќе те види човек, некако веднаш си асоциација за поранешниот убав ноќен живот, па и дневен забавен живот во нашиот град, културно-забавните настани, модните сцени. Па ајде сега да се вратиме во тоа убаво време и да се подсетиме како всушност ти стана еден од првите менаџери. Како ти се роди таа желба? Па добро, јас тоа беше веќе многу одамна, еве да откријам сега еве на твојата емисија. Не сум го најавил тоа. Оваа година е јубилејна година моја и јубилеј на полноќниот живот на Македонија и на Скопје. Значи, творецот на ноќниот живот сум јас. Колку години Првата јубилеј? полноќна забава во Скопје и Македонија е во дискотеката Огниште на 22 октомври 1986 година. Оваа година е јубилеј 40 години од првата полноќна забава. Ке биде многу убаво организирано од моја страна. Прво ќе има една голема пресконференција, каде сите медиуми ќе бидат поканети и печатени и електронски. Во изминативе 40 години кои ми помага за сите мои настани кои сум ги правел. Едноставно ќе има доделби на плакети, на благодарници и во тој дел исто така ќе бидат поканети и собственици на дискотеки кои ги одбележа овие 40 години, кафулиња, па ќе бидат и некои од обезбедувања и посхумно со благодарници и така натака. Ќе бидат поканети и менаџери кои продефилираа овие изминати 40 години во Скопје и во Македонија. И мислам дека ќе биде еден убав настан со завршница на јубилејна моја ретро журка по стилот на Forever Young која правам традиционално. И мислам дека добро ќе се забавуваме, затоа што овие 40 години ми се роди идејата тогаш 86-та, онака бев полн со енергија, во смисол ги гледам младите сакаат да излегуваат после 23 часот, а немаат каде. И тогашниот шеф на дискотеката Огниште, Сашо Јордановски или диџеј Сашо, го замолив и он уште тогаш ми рече, вика, Цајо, вика, има услови, вика, мораш да ги исполниш. Тоа се вика минимум продадени 200 билети, 200 влезници. Ако не го исполниш, тогаш веќе си ги плаќаш буквално сите, вика, како да си ги продал.
И како во тоа време се продаваа билети? Денес се лесно се користат социјални медиуми, интернет алатки, информацијата брзо допира до сите. А во тоа време се функционирало поинаку. Како успеваше таа информација да допре до Скопјани? Многу интересно е сега, кога ќе се навратиш 40 години наназад, буквално ниту пак јас не можам да верувам. Значи, постоеше црниот телефон, имав еден голем црен телефон и сето тоа се завршуваше преку телефон и во кафулињата. Плюс немаше гратиси, немаше тие работи. Едноставно влезниците доаѓаа луѓето, имаше побарувачка голема и се наплатуваа пред да биде забавата, ќе направи список, ќе им дадам, па ќе ми платат. Значи немаше она гратиси, буквално да луѓето влегуваат. Тоа подоцна се направи наредната година со гратиси, бидејќи се направи една мала трансформација каде што почнав да работам со покани. За да се селектира? Не само да се селектира, туку да не доаѓаш до допир со картите, на самиот влез, значи си постоеше билетарата, али за да купиш карта мора да имаш покана. Сакав уште малку да се задржиме на таа прва организирана забава или журка, еве кажано на скопски жаргон, градски жаргон. Јас не сум била на таа, тогаш бев се уште во тие генерации што не излегуваа, дури некоја година подоцна, но вистина ли е дека толку голем бил интересот што тие првично предвидени 200 билети, всушност толку брзо се распродале што сте морале да уште 200 да отпечатите? Да. 200 влезници беше минимумот, иначе значи просекот на тие журки беа во петок, наредната година 1987 беа во сабота. Буквално просекот беше негде од 400 до 500 влезници. Рекордот ми е направен 87 негде при крај на годината. Имав негде околу до сегашни услови, како што иако има многу добри излези, значи дискотеките мора да ги исполнуваат, тогаш беа многу по-ниски дискотеките. Сега не знам дали би ги исполниле условите преку Министерство за економија. Но во тоа време ги исполнувале секако условите. 823 карти продав тогаш. Тоа ми е рекордот, а инаку не сакав многу да се продаваат влезници. Луѓето во Скопје и во Македонија не ја разбраа суштината зошто се вика забава. Забавите беа своевремено кога јас бев многу помлад, значи моја прва, втора, трета година, па и осмо оделение, си одевме на домашни журки и родендени. И тие што го организираат, нивни беа пијалокот, храната и така натака. Почна да доаѓаат несакани гости. Падобранци, така ги нарекувавме. Така е. Тие падобранци, за да не се случува тоа, бидејќи многу после таа журка или тој роден ден, интимниот простор, становите беа малтене унаказени, истурени вина, не знам што и така натака, од пијалоци, и имаше проблеми со родителите. Зашто се направија забавите? Од еден, значи интимен дел, тоа е домашната атмосфера, се префрли во јавен објект. Затоа се викаше забава, значи луѓето, значи тој што е организатор, си ги поканува своите луѓе и си прави забава, значи своја забава. Луѓето мислеа дека треба сите да бидат поканети и да добиваат гратиси. Не е туку така. Јасно е зашто да се појавили поканите. Го парафразирам исто да го направиме како на една свадба. Оној што е прави свадбата и тие што се, значи, младоженци и семејствата нивни,
они ги канат гостите. Јасно. Цајо, во тоа време имаше и многу дискотеки во нашиот град. Денес, за жал, ги нема или има неколку дискотеки што функционираат, но во тоа време имаше повеќе дискотеки. Може ли да не подсетиш сега на најпопуларните, на најпосетуваните дискотеки? Жално е затоа што прво и основно она што се случи минатата година е огромна трагедија за цело општество и за цела држава. А мене многу посебно ме погоди бидејќи јас бев првиот менаџер на ДНК. И тоа требаше да имам забава на 22 март, Кочани се случи на 16 март. Едноставно тоа го одложив на неодредено време и не можев да се соземам со месеци. Не можев да го прежелам Андре и цело време стискав палци за Панчо да остане жив, ама ете тоа што се случи, се случи. Да се навратиме на тоа што беше разговорот околу дискотеките. Дискотеките во Македонија функционираат негде, јас уште кога бев мал, што се вика, приказката ми почна, покојниот мој вујко ме однесе во дискотека, тогаш беше дискотека, иначе претходно е ноќен клуб прв во Македонија и граден според сите стандарди, тоа е дискотеката Мусандар. Беше ноќен клуб. 1973 година. И тогаш ме однесе на 10 годишна возраст. Да видам нешто ново. И ја бев запрепастен. Веќе од 11 година сега, може нескромно звучи и многу гледачи ќе се запрашат како толку мало дете почнало да излегува толку мал. Јас имав претходно има многу доверба моите, бидејќи јас од мали ноги бев извидник и сегде бев, значи сам го градев патот на животот. Бев и планинар. И јас сум била извидник. И едноставно ме оставија, знаеа, имаа доверба во мене. Али тогаш дискотеките работеа до 23 часот. Последните автобуси беа во 23:15, 23:20 и немаше како да се враќаш до. И мене ми се роди таа идеја, не дека јас сум ја измислил, него едноставно имаше претходно луѓе кои тоа го правеа. Во истата година тоа беше во дискотека Таверна 1980 година и пред мене, значи почнаа први да прават, тоа беше бутикот Лонза, околу Лонза беа еден Васе Лонза, беа луѓе, едно убаво друштво, значи Кочо, Циган, Бато покоен, Дуич, Зоки, МЦМ, Зоки Джубокс, тоа Баже Цинцар. Беа една група на луѓе кои сака да направат забава за градот. Они не гледа, значи, од тоа да заработуваат. И после нив почна да прават забави. Бојан, собственикот на Бас Кафулето, и заедно со една легенда на рок-н-рол музиката, со Нонте, кој сега живее во Австрија. И трет беше од екипата на Лонза, беше Бато, а ја бев најмал четврт и имав своји 17 години. Тоа беше кога да гледаш и да учиш. Тоа беше прва забава моја, ама чисто онака ја направив колку од желба. За своите. И не, тоа правев на еднаш месечно или на 2 месеци еднаш. И после тоа веќе во 1981 крајот 82 се отвара дискотеката Огниште. И во меѓувреме веќе правев и дискотека Турист. Али тоа беше многу малко, еднаш месечно беше во дискотека Турист. Скопје е познато по дискотеки уште од Мусандра, значи претходно јас не сум го фатил тоа време бидејќи сум бил
многу мал, сум бил прво деление, дискотеката Технометал, тоа по старите генерации го знаат. Јас од 73-та, 74-та година веќе бев во дискотека Турист. Во исто време се отвори дискотека Панорама горе во стариот хотел Панорама, кај што е сега Панорамика. И на 8 март, највише што ме задржа, 1978 година се отвори дискотеката Таверна во рамките на хотел Бристол. Тоа беше претходно рибен ресторан и тука свиреше групата Скрп. И после тоа Мики Лазаревски беше шеф на дискотеката, иначе долгогодишен дискофил и диджокей на диското Турист. Ја направи дискотеката и буквално беше едно место каде што најубавиот свет доаѓаше во дискотека Таверна. После 86-та, после оваа журка помогна, почнува Скопје да живее една трансформација, во меѓувреме се отвора и тоа време мислам дека го паметиш ти, дискотека Метропол, прекрасна дискотека во рамките на Хуро Метропол, кај што е сега Телеком зградата, позади беше влезот. Тука беа веќе дискотеки, да не знам, јас кога ја направив, почна да се случуваат некои трансформации. Дали го фати тоа време кога сидеше во дискотека Денис и Денис? Да. Шабан. Што го вика? Малку, но фатив, да. И од Шабан, Скопје, иако беше во криза, девалвирање на динарот и ностоп се менуваше дневно динарот, значи со девалвација, не знам зошто луѓето кога имаа пари, имаа љубов, имаа желба за ноќен живот. Желба за забава, за дружење. И ке се организиравме 2, 3, 5, 6 во автомобили. Јас сум правил забави во Теферич. Сум правил сегашен Камник. Имавме со Бобо и со Даци, имавме дискотека, таму правевме журки. Ма сме се враќали и пеш ноќе од одманата дискотеката, јас паметам пешки сме се враќале дома, немало такси. Во хотел Белви сме правили. Не сме биле толку навикнати, нели, размазани да се враќаме. Во хотел Белви сме правили. Да не такси. заборавам, своевремено, не знам дали си била на тие, значи Скопје некако надворешно живееше и се организира луѓе, каде ќе биде забавата, таму и таму. Во Чардак сме правили, во 4 воденички. После тоа кога се направи дискотека, господинот Мио Ристич држеше дискотека Санта Моника на езеро Треска. Јас заедно со Бобо и Томче и Баджо имаше сегашниот базен кој е реновиран Сарај. Во Сарај правевме на базенот. Кај Мите Бобо покоен правевме во Сарај. Да, едноставно не била важна локацијата и не морало да биде во централното градско подрачје. И кој ја организира? Тоа беше прекрасно време. Цео ние се расприкажавме. Јас знаев дека вака ќе изгледа оваа емисија, зашто си полн со приказни. Ке продолжиме, но ајде да не заборавам и тебе да ти дадам можност да одбереш една гребка урбан стил од Државна лотарија, па ќе си го продолжиме разговорот, за да видиме дали ќе изгребеш нешто од паричните добивки или екоскутер, а додека гребеш можеш слободно и да ми кажеш дали си играл игри на среќа, затоа што и на времето беа популарни игрите на среќа, па лото, бинго. Во минатата држава играв многу. Играв не само лото, туку играв спортска. Ти можеш да гребеш, само варака ќе те замолам да ја тргнеш, за да се гледа убаво гребката и додека зборуваш слободно греби. И ја едноставно имав добивано. Луѓето кои ја гледаат оваа емисија може да се ги потсетам, имаше 9-ка и 11-ка. Па после тоа се појавија од спортска се доби
12 и 13. Имам добиено, ако ви кажам своевремено, мајка ми покојната ми направи една голема грешка. Значи, на самата уплатница на спортска се ставаше едно како залепено кое бројче дека е поминато. Како ова полето не греби, значи има поле што не треба да се отвора. Во моите бермуди летно време ми ја испра и едноставно испадна, а имав добиено деветка у тоа време, а носеше убави пари. Да, имам добиено 12-ки, 13-ки. Неверојатно, ти била среќата под прстите, но за малку побегнала раката само, извинице. Повеќе така. Повеќе да видиме сега дали имам среќа. Немаш овој пат, но затоа имаш други гребки подарок од државна лотарија, кои што ќе ги дадам на крајот на емисијата, па можеби пак ќе се повтори таа среќа што ти била на клумета тогаш. Уште една имам интересна информација во бивша Југославија или минатата држава. Имам добиена во лотарија на Македонија. Луѓето ги знаат лозовите што беа своевремено надврставени пред стоковна куќа сегашна. Ние викавме Нама. Тогаш така, па се кина на половина лозовите. И едното го кинам вака и ми падна од тогашни пари, може ќе биде интересно, ќе ги вратиме луѓето на тоа време. Падна 23 милиарди ги викав. 23 милиарди и тоа ќе ви кажам бев некое 7 или 8 деление. И знаеш што направи? Отидов во стоковна куќа Нама и сега вике тоа го нема. Значи толкава слобода и отидов, купив воздушна пушка Славија 624. Тоа ми е од грепка, што се вика од лос вака што се скина. Тоа значи дека и си играл доста често, си ја пробувал среќата, тоа си добил повеќе пати. Тоа многу ме привлекуваше. Сега, да ви кажам, не играм кладилници, едноставно, не знам, некако не ме влече. Не, па и треба да се игра одговорно, да е човек ова е многу поинтересно и да се... и можам да кажам за лотарија на Македонија, многу поише ме иритира и сакам да играм лото. Лотото многу ме привлекува. И едва чекам да дојде да видам сега кај ќе падне убавата цифра. Толку очекуваната и посакувана седмица. Цајо, претходно зборувавме за дискотеките, за ноќниот живот во нашиот главен град, а ти покрај организирање на тие забави, менаџирање на тие дискотеки, угостителски објекти кои што беа домаќини на забавите, често организираше и модни настани, модни ревии. И ти ја дури сум имала можност да бидам дел од тие модни реви. Сме имале убава соработка. Колку ти беше дел како модел и како манекен. Значи, прво идејата беше родена мене, значи јас сум првиот творец на модната недела Скопје Македонија, Скопје Fashion Week Скопје Македонија, уште далечната 2001 година. Значи, првата модна недела беше во Holiday Inn, мислам дека беше ноември месец 2001 година. Тогашниот градоначалник на Скопје, Ристо Пенов ја отпри. Тука беа многу видни луѓе. Од тогаш до 2007 година продефилираа многу модели, сегашни или ние си ги викавме манекени, манекенки, од машки и женски модели, кои оставија име и презиме, па мислам дека сега новите млади манекенки и манекени не оставаат такво име и презиме како твојата генерација кој што беа, например, еве да дадам, пред мојата генерација, и пред тебе, малку подоцна се вклучив. Значи, дали медиумите придонесаа,
Дали тогаш беше во експанзија тоа време, сите беа препознатливи. И тоа ширум на сите телевизии, значи часописи, во тоа време имавме печатени медиуми колку сакаш. Едноставно имаше многу насловни страни со манекенки. И тоа време јас го правев интернационално, каде што доаѓа модни креатори, модни куќи од сегашните, бившите или сегашни држави Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, од Албанија немав. Покушав да направам нешто со Грција, не бевме во можност, а инаку модели доаѓа кај нас во, значи, во Александар Палас, доаѓа модели и од Белград, од Хрватска, од Загреб доаѓа, од Сараево, исто од Ниш имаше, од Софија. И негде докај 2008 година имав желба, но морам да го кажам и ти си тоа сведок. Државата не го препозна тоа дека модата е една голема уметност каде што треба да има поддршка. Сите тие модни креатори и конфекции некако кода тоа време му помина. Беше најголемата експанзија од 2000 година па до кај 2008. Продефилираа многу модни креатори на самата модна недела и многу модни куќи. Не само од Скопје, значи него и од цела држава, плюс и од соседството. Да, се трансформира во меѓувреме и модната сцена, и ноќниот живот, секоја генерација си има свои спомени, но во секој случај прекрасно е кога се навраќаме назад и кога се потсетуваме на тие, барем за нас, за нашите генерации, стари, добри, златни времиња. Ја знам дека на приказните им нема крај, но за жал на емисијата некако и дојде крајот и знам дека има уште многу приказни што заслужуваат да бидат споделени, спомнати и раскажани, но верувам дека ќе имаме можност повторно во некоја пригода и вака пред камерите да се дружиме во знак на благодарност што одвои време за Фактор среќа и за гледачите на телевизија Алфа. Повели Урбан Стил Грепки од Државна лотарија и многу среќа. И на лотарија на Македонија. Да најавам, бидејќи ти беше дел од јубилеот пред 3 години, 20 години од модната недела, кој се случи во хотел Лимак. Да, кога ги собра сите тие сега веќе возрастни манекени, така. Дека во ноември месец, мислам дека ќе биде 19, 20 и 21. Одлично. Пак ја најавувам модната недела, четврток, петок, сабота во хотел Лимак. Одлично, се радувам, а верувам и многумина други. Ние секако ќе ги информираме дополнително нашите гледачи пред самите настани што ги најави и 40 годишниот јубилеј од првата ноќна полноќна забава во Скопје и модниот настан. Ти благодарам, Цајо, уште еднаш за гостувањето. Ти благодарам на тебе и на Фактор среќа што ме поканивте и се надевам ќе бидам среќен со овие грепки, ќе ве изненадам и можеби ќе се пофалам дека нешто сум добил. Би било одлично. Еве, ние вака некако го поминавме овој половина час. Се надеваме дека уживавте во приказните што денеска ги споделивме со вас. На крајот ми останува само да ви посакам убав, продолжен празничен викенд и се гледаме повторно во следното издание на Фактор среќа на Алфа ТВ.